Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојдовте во петочното издание на Гласот на народот. Интерактивна трибина, но знаете дека со вас, почитувани гледачи, ќе можеме, можеби после Нова година, да имаме интеракција, бидејќи Гласот на народот е интерактивен форум, во ти без вас ова емисија не би го носела тој наслов кој екзистира, речиси токму 25 години, четврти на век. Еве вчера, да ви кажам, беше голем празник во ведение на Пресвета Богородица. Морам оваа случка, бидејќи ови се моите 5 минути, и се враќам домот од храмот Свети Климент и верували не, добив еден записник на телефон. Казна. Сум возел 52 километра. 52. Кај мостот Обединените нации. Сопругата вика, види што работата, викам, ништо, казна, 10 евра. Ако ја платам, половина, 5 евра. Меѓутоа, да, мојот соговорник даде коментарот, но сакам да кажам дека тоа е убаво. Тоа е многу убаво. И конечно, слава на Бога, ќе функционира системот. Но, веднаш добив казна за 2 километра, а се прашувам, вам ми се обраќам. Значи, вам ми се обраќам од судска медицина. Зар има поголем страм од ова? Ве опоменив, немојте да шурувате, немојте да го валкате белиот мантил, немојте да ја валкате таа заклетва што ја дадовте Хипократова и е напишена на старомакедонски јазик, дека ќе се борите за пациентот. Немојте да го штелувате смртта, ја го велам секојаш убиството на Ѓорги Томич. Да се сочувствам со децата, 64 кои замина, тоа е дискрецијно право нивно да се прошетат, да уживат како млади. Но го слушнав и тој за мене навистина, не знам кој избор да го потребам, газдата на Пулс вели, не чувствам одговорност. Па еве и тие со бели мантили, не чувствуваат одговорност. Замислите, го злоупотребивте госпоđo Сонја Ставрич, госпоđo Марија Попова и ти малечка, така ќе те наречам, голема поддржувачка на Венко Филипче, Невенка Ридова, едноставно го утепавте мојот син Ѓорги кој 11 месеци во земја е. Ми велат пријателите, Слободане, не враќај го времето, но не можам. Верувајте, морам да ви го кажам ова. Страм на сите страмови, судска медицина го штелува својот извештај. И што ова морам јавно споделам со вас. Знаете дека од Европска унија добив експертиза, кој ги овини докторите на хематологија. Мој драг пријател, соговорник беше Слободан, кога слушнав дека твојот син, како што каже убиен, ја зема бабата и ја изнесов од болница. Истата таа докторка, почитувани господо во Министерство, во институциите на системот, по допрен глас, инсталирала 17 камери. Ги следела Бетерон Менгеле, значи пациентите како дава душа. И ја не знам каде е системот. Господинот Кедев кажа дека криминал има во здравството. Зошто при очи сме слепи, при памет сме нездрави? Морам да ја скажам ова моја забелешка. И сега доаѓа тоа најсуштественото, ова што го кажав дека се случи голема страмота од судска медицина, го штелува резултатот за да бидат господите невини, да бидат честни и чисти и честити. Нема да се случи тоа. Господот од Европска унија ги кажа методите и дека Ѓорги Томич не замина по своја волја. 29 чекори имаше од неговиот кревет до ургентниот центар. Затоа, уште еднашка праќам порака до сите одговорни да превземат работата во своји раце. Тоа што е најсимптоматично,
Еве ја ве кажам, господине Гаврил Бубевски, вие сте председател на градското обвинителство. Ми кажавте, Томич, нема да оставам така. Тоа е ваша изјава. Се ќе направиме. Еве да направите и ова. Судска медицина, почитувани гледачи, драги мои македонци, широм светот, бидејќи преку 150.000 пораки испративте. Даде оценка дека неговата диагноза беше миобластна леукемија, меѓутоа, причината е цитостатска терапија. Па вие и му го дадовте тој третман, госпоđо Ставрич. Вие му ја дадовте цитостатската терапија и натеравте го подпише тоа со свој рачно да го подпише, таа изјава да ја подпише. Значи, причината за болеста и смртта е вашата диагноза и вашата терапија цитостатска. Толку беше, верувате или не, немам каде тоа го кажам единство во мојата емисија. Моите колеги не се дрзна, ми дојда преку 200, им благодарам, али стравот е евидентен. Никој тоа не го третира. Може и вам да ви се случи утре, не ви посакувам. Но само 10 секунди бидете во мојата ситуација. Ја не можам да го вратам синот, но ме замолија моите внуци да ја барам правдата. И јас почитувани благодарам за остапеното време што ме следевте, еве, тоа се неколку минути. Знам дека после ова порака ќе влезат во процедура по допрен глас институциите и системот и конечно се дефинира смртта и на тие 65 дечиња и на мојот син Ѓорги. Одиме со джинглот и се враќаме у студиото. Клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Драги мои, добро вечер уште еднашка официјално. Ова, како што реквате, Гласот на народот, претходно се моите минути како автори и менаџер на овој проект. И мораше тоа да го кажам од причина што тоа задира за сите вас. Не само за мојот единствен син, за сите вас, затоа бидете внимателни. Вечерашната емисија во која ќе зборуваме без страв, без притисоци и без политички шминки. Вечер поставуваме прашања што е клучно за опстанокот на државата, што носи третиот протокол, дали Македонија влага во нова фаза или во нова криза. Бугарските условувања продолжуваат, Европската Унија се реструктурира, Балканот се повторно се активира, а Македонија е една историска раскрсница. Вечерашни гости се Лилјана Поповска, поранешен пратеник, јас секој шечам пратеник и активист, секој активист. И активист, добро вечер и добро дојдовте. И Ристо Николски, амбасадор, добро вечер и добро дојдовте. Поармашо. Нема да ми замерите, еве, заедно ја реализираме оваа емисија, верувајте ми, многу е тешко, еве, вие сте првите заедно со гледачите, оваа информација стигна пред речиси 24 часа, тај голем скандал да се штелува судска медицина, кај што се врши обдукции и кај што ја бараме вистината. Еве, најкратко, како интелектуалци, како луѓе, пред се како родители и како добри мои пријатели, вас ве прашувам, како го коментирате се тоа? Може една минута само, смолувам. Останувам без збор, не знам што да кажам. Не сум од таа професија и навистина не знам. Ова се страшно болни сознани. Ова е отворање на рани, на секое спомнување, можам да претпоставам само и никому да не му посака човек да биде во ваша кожа, со тоа што се разбира, секој посакува правдата да ја види кога се сомнева дека е таа прекршена. И јас, најмалку очекував дека судската медицина ќе го направи ваквиот чекор. Со оглед дека очекуваме најобјективна информација, но контрадикторна. Цитостатска терапија е причинител, а тој ја добил цитостатската терапија, не ја земал дома, туку му ја дадоа и со притисок да го подпише тој документ за да орално ја прима, без дефинирана диагноза. А функционира ли нешто во држава? Знаете вие дека Кедев пријави дека се правеле операции на срце кои не биле потребни. И сега излезе дека од колку 25 што проверувале, 10 биле непотребни. Така.
Замислите, значи, да вие отварате срце, а да тоа не биде потребно. Значи, тоа покажува нивото во кое живееме, покажува средината во која така битисуваме и во тие рамки ништо не може да изненади. Значи, тука нема ни правила, ни принципи, ни закони, нити ништо. Така да ведам, се тоа трагично и жалосно, али тоа е реалност. Не случајно ја направи врската, официјално имаме 84 минути разговор. Не случајно ги спомнав тие 2 километра, што јас го почитувам законот и живеем за тој систем да преовладува за вашето дете, вашите внуци, за моите внуци, да има една добра перспективна држава. Фала му на Бога, еве, ме израдува дека има нешто, меѓутоа гледаме дека е повторно матно, криминално. Не, тука не сте во право. Прво, тој систем го подготвуваат подлого време. Сега не ве казнија, само ве опомена, рекоа до 1 јануари ќе биде пробно, може би до 1 февруари. И знаете, во суштина и 50 километар е... Ја го прифаќам. Не, али во меѓувреме најавија дека во Европа има толеранција од 10%, значи ако е 50 до 55 се толерира. И тоа е нормално, затоа што имате вие силни јас имам слаб автомобил, имам Фиеста, која 50 км си вози нормално. Ако ви имате Мерцедес джип, разбирате, кој ако нагадиш одма лета на 100 км, разбирате, не може да го контролирате, али тие пак имаат, може да ја контролираш брзината, да го ставиш да биде максимум. Не зборам нема. И разбирате, и кога возите вие, де факто, не може вие цело време да гледате во дали е 50 или 50, не може ви да го контролирате тоа. Немам намера да коментирам. Самиот систем е извонреден, ви кажа за првиот ден 110.000 прекршоци, вториот ден пола. Нашите луѓе се несериозни, неодговорни. Јас му пратив и на министерот и ми се чини имејл му пратив. По моја проценка, груба, од ракав, 25% од автомобилите имат неисправни светла, со јаки светла. Јас ноќе кога возам, најчесто од Соње кога се враќам, разбирате, мене секој втор автомобил ме заслепува. Значи, видите, тоа е во прашање безбедноста на сообраќајот. А се сеќавам како студент на времето пред 100 години, речам, во Словенија на патиштата имаше ставено проверка на светлата. На патиштата, пред 50-60 години. Кај нас треба да го направат тоа. Така да секоја мерка на тој план е позитивна, зашто се гине како да сме глупи. Апсолутно јас го прифаќам. Само една дигресија да бидеме на темата. Знаете зашто зборам? Тоа е убаво, госпоѓо Поповска, но ово што е најсуштествено, живот во прашање, криминали, убиства, мортус. Значи има една ситуација на неказнивост, неконсеквентност и ситуацијата. Тоа таа дигресија. Могу ли ако ми дозволите да се согласувам со господинот амбасадор целосно, многу го поздравувам Safe City како систем и мислам дека секој, како да речем, масовно луѓето го очекуваат Safe City, затоа што крајно време беше и точно одамна на тоа се работи, се планира, меѓутоа еве се довршува процесот и ќе почне да функционира. Денеска баш прочитав многу интересни податоци, да речеме од едно здружение на велосипедисти на Точак. Не знам колку сте со нив запознаени, како екологист ги знам, извонредни се и се залагаат со години за инфраструктура, патна инфраструктура за велосипедисти и намалување на возење со автомобили заради помало загадување, заради пријатно, безбедно движење, хумано движење по улиците, како што е секаде во европскиве градови и во многу други. И они што даваат многу интересни примери, затоа што се разви една интересна дискусија. Одеднаш испадна исплашени масовно луѓе, леле како тоа ќе возиме ние со 50 на сат, па тоа е страшно, па ќе биде бавно, па не знам што. И они ги кажуваат бројките, вика, зошто е битно да биде 50, да не биде 60 границата? Затоа што ако те удри возило со 50 км на сат, имаш шанси да преживееш меѓу 15 и 50%. А ако те удри со 60%, смртноста е 90%.
И сега, голема значи, разлика, тоа толку многу, мислам дека не грешам во бројки, ве го прочитав вака денеска информативно и тоа дури баш и го препостирав на Facebook, зашто тоа е поучно. За да сватиме дека не е играчка, тоа се научни податоци и проверени исто така статистички податоци, значи не расте по права линија, значи опасноста со зголемување на километражата, брзината, туку експоненцијално, а со 100% губиш живот и тоа е тоа. Во Амстердам е дозволена брзина се 30 км на сат, што мислам дека е пак не Тоа е за мали улички, мислам дека не е за големи булевари. На секаде Ќе дефокусираме емисијата, но како и да е. Главната поента, повторно ќе направам таа дигресија, тоа е убаво, но никако здравството да се сконцентрира на здравството и овие девијантни појави, госпоѓо Поповска. Видете, мислам дека и таму се обидуваат. Мислам, јас го почитувам она што владата го работи. Ниедна влада не била и не е идеална и нема да биде идеална, сигурно. Нема шанса. Меѓутоа, гледам до сега една силна волја и силна волја она што го ветиле да го исполнуваат. И гледам одат точка по точка и во делот на здравството што велите, мислам дека има свесност колку е тоа сериозно и колку е разлеано вон контрола во долги децении веќе и дека се оди кон некое структурирање на проблемите во здравството. И ми се допаѓа тоа што да речеме и министеров Азер Алиу го јас го поздравувам и го почитувам, навистина од она не го познавам што го слушам, еден информатичар, значи со здрав разум, со здрава логика, ги постави работите на логички столбови. Ова е проблем, ова ќе го решаваме на вакви начини, буквално го разобличи низ бројки и низ институции и низ проблеми. Прав менеджер. Да. И мислам дека е на прав пат со поддршка на целата влада, на многу институции, тоа е комплицирани се тие проблеми, да ги постави работите како што треба. Еден од проблемите, ние сите знаеме, во здравството е на преголема пренатрупаност на пациенти во Скопје и во одреден број институции, за разлика од тоа што нема регионални центри, еве сега ќе се прават, и друго, немање доволно кадар, не само лекари, туку и медицински сестри, и сите нивоа понатаму. Така што сето тоа од таа гужва, густина, овдека премногу луѓе, премалку на друго место кадри да настапат, немање во институциите и една работа што мора да си ја кажеме. Во институциите веќе повеќе децении, во децении се ова работи, не е ова во година, две-три. Ова се децениски веќе проблеми. Практично со вмешувањето на политичките партии во кадровските политики до безсвест. Јасно е, понекаде на одредени позиции, нормално и секаде во светот, партиите имаат влијание. Меѓутоа, ова да оди од горе до долу, независно од компетенции, мислам дека тоа е една од главните. Некомпетентивни кадри, несоветни кадри. Тоа е, значи, но при тоа не би сакала ова да се однесува, ве молам, немојте да го префрлуваме, значи ова го зборувам генерално, не би сакала, јас не сум стручњак за медицина, јас сум пациент, како и сите ние, во одредени моменти го гледам и како граѓанин, така ми е видувањето за ова. Знаете зашто? Јас да ве поздравам, почитувани, со вас ова е емисија кој сите, главниот продуцент Кристина Томич и главен инженер во реализација Ивана Алексовска. Бидејќи темата е токму кој што гледате за третиот протокол, повеќе од се беше и воведот кој ни зема, не ни зема, тоа е позитивно зашто збориме околу 25 минути, а имаме наредните 65 минути просто да говориме за оваа тема. Ивана, те молам еден краток джингл за да официјално ја третираме темата. На демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, почитувани,
тоа што видовме дека во Бугарија не им стало од Европска унија, си го барат лебот назад. Не им треба ваква Европска унија каде сиромаштијата над плафон. Еве председателот рускиот пилот Румен Радев му рече на неговиот премиер да си даде оставка, бидејќи не им водат работите. Таму се нови предвремени избори на повидок, а од друга страна вршат притисок, ни дишат во врат, дека по секоја цена мораме да си го смениме јазикот, идентитетот, уставот и така натаму, но еве ние вечера ќе говориме за предлогот на почитуваната председателка, која јас многу ја почитувам компаративно гледано од претходниците кои воопшто не се залага новинарска забелешка. Председателката навистина се труди, вели им еден предлог, а тоа е трет протокол. Трет протокол, ако вака најслободно го толкуваме, е нешто да нема никаков притисок и понатаму слободна Македонија. Одиме со кого? Можем со вас? Повелете. Што носи третиот протокол? Дали Македонија влегува во нова фаза или во нова криза? Прво се согласувам со идејата на председателката Силјановска да се размисли, ова е едно од тие можни креативни решенија кои што ги спомнувала и друг пат, дека во политиката, ако сакаш да најдеш решение, ќе најдеш решение. Во се, не само во политика, во се. И секаде, и во бизнис, и во секојдневен живот, да. Значи, треба добра волја, разум, логика и диалог. Има една мисла која вели, нема безизгледни ситуации, има само луѓе кои така се чувствуваат. Ви благодарам. Така што мислам дека е одлично, значи како и ред други иницијативи што ги дала досега, со тоа што сакам да подсетам дека кога ја давав иницијативата на Уставен суд за поништување на вториот протокол на меѓувладината комисија помеѓу Македонија и Бугарија од 17 јули 2022 година, многу ми напрашуваа потоа што ако Уставниот суд го поништи, нели? И тоа ми е и разработено и во текстови, и сме го дискутирале и со вас, господине Томич. Да. Меѓутоа добро е да се потсети и велам, има начин што ќе се случи, дали со тоа ќе пропадне договорот помеѓу нашите две земји, дали ќе покажеме негативен однос, не, напротив. Со тоа што овој неупотреблив и штетен протокол кој што е јамка практично за нашето евроинтегрирање и за живење, не само за евроинтегрирање, за постоење како држава, како народ и така натаму, ако тој се го прогласи за ништавен Уставниот суд, во тој случај ќе имаме празен простор кој што можеме на разни начини да го решиме. Еден од начините, само еден, има многу начини. Еден од начините, го предлагам и тоа сум го напишала, е да се испреговара нов протокол. Не сум го крстила трет, меѓутоа тоа е тоа. Нов протокол кој што би се по точката 12, а точката 12 од договорот меѓу двете земји, само да подсетам, многу нормално превземање мерки за добри билатерални односи. Нешто многу нормално. Меѓутоа, ова што вториот протокол го значи, тоа е се само не воспоставување добрососедски односи и мерки за добрососедски односи, туку напротив, за уништување на соседот, за капитулација и предавство. За волја на некој таму средновековен сон или санстефански сон. Така што, значи, трет протокол, тоа ми е предвидено и ме радува дека и председателката ве дошла на таа идеја. Тоа е многу реално, доколку и нашите соседи и нашите пријатели во Европската унија сакаат да го решат овој проблем. Тоа е реално, еден од реалните исходи. И тоа благ исход. Благ исход значи при останување на договорот, а модификација, поништување на овој штетен втор протокол и наоѓање друг протокол со општи формулации, пристојни за меѓусебна соработка, кои мерки, еве како што една мерка таму, едно мало делче во тој протокол има нормално, значи кој што вели подобрување на соработката во транспортот. Па еве тоа веќе тој дел го исполни владава, под председателот на владата Александар Николовски, со коридорот
со коридорот 8, еве се потпиша договор и онака како што и укажа тој, многу ме радува што успеа да докаже и на одредени европски тела дека навистина накриво била поставена соработката во врска со 8-миот коридор, практично успеа да донесе работата до таму да се седне и да се потпише пристоен договор за заедничко настапување и заедничко правење, практично за заеднички проект за изработка и на план на нов обновен и за довршување на деловите од коридорот на секоја страна и заеднички проект за изработка на тунелот помеѓу двете држави, и како што рече да дадеме 500 милиони евра за тунел што никаде не завршува, за средина на тунел, тоа е бесмислено. Така што, еве, тоа е едно позитивно делче. Нека има и други такви делчиња, позитивни, нормални, состојки во некој трет протокол, зошто да не. Тоа е решение. Нам ни треба нормална соработка. Тоа се мерки за подобрување на односите. И туризам, развивање, економски развој, културен развој, заеднички убави настани, значи, кои што можат и како луѓе да не сближат и на економски план да не развијат. Апсолутно го поддржувам тоа како идеја што го кажа она. Амбасадоре, што бисте имали политичка волја од амбиентот во Бугарија за еве предлогот што го кажува госпоѓата Поповска? Видите, прво наискрени севкупни честитки за Лилјана Поповска што ја покрена таа иницијатива пред Уставниот суд, бидејќи имам печаток силен дека власта нема капацитет да се соочи со такви радикални промени на ситуацијата и ова судот може само да им помогне и да го пониши тој втор протокол. Така да, искрени честитки, отворивте една прекрасна иницијатива и мислам дека тука може да биде излез од целата криза во која се наоѓаме, бидејќи велам, инаку се сомневам, ради странците кои ни дишат заради состојбата, не би рекла дека нема капацитет, меѓутоа, знаете, и одговорноста е голема кога сте во влада. Се согласувам, странците им дишат во врат и ние, за жал, до сега, сите овие 35, колку 40 години ќе сме независна држава, немаме лидери. Исклучок беше само Глигоров на почетокот во најлошите тешките услови, после тоа никој не се покажа како лидер за да ги одбрани нашите фундаментални интереси. Ќе почнем од крајот од ова што Лилјана го кажа. Пругата со Бугарија е наша стратегиска грешка. Нема ниедна анализа, јас го памтам, овој проблем се провлекуваше од 90-те години на независноста на Македонија. Нема ниедна анализа која вели и тврди дека таа пруга може да биде економски оправдана. Нема ниедна. Има читано други се извинуваат податоци. Не, јас ќе ви кажам, на почетокот 90-те години, кога беше грчката блокада на нашата граница, кога Македонија бараше алтернатива или така, и тогаш се поставуваше како императив да се гради пруга и према Албанија и према Бугарија. И тогаш германската влада ни понуди грант, значи помош од 30 милиони марки, 15 милиони евра, ali тогаш пругата требаше да кошта 100 милиони. 130 милиони. 100 и нешто, разбирате, сега е 600. И тоа е евро, тоа беше беа долари. И таа рече, имате 30 милиони марки џабе, али владата претходно треба да потпише, да донесе одлука дека таа пруга секоја година ќе ги компензира губитоците. Велам, тоа е факт кој јас го знам изворно. Вие знаете, амбасадоре, не се прават сите инфраструктурни проекти само заради економска корист. Некои имаат геостратешко значење, во случајот би имало... Чекајте, се одиме на тоа. Значи, оваа пруга ја форсира НАТО. И тоа не е спорно, не се крие, разбирате. Јавна тајна, тоа сите значи, интересот на НАТО е да се прави таа пруга, да го поврзе Црното море со Јадранското море и Македонија треба да ја кошта тоа да чини 600 милиони евра. Извините. Македонија нема таков капацитет. Значи, тоа е, велам, стратешка грешка
која, ако продолжиме така, ќе го направиме и тунелот и ќе проработи, дали 10 пати или 5 пати пуштавме авиони Македонија, Скопје, Софија, ниеднош не функционираше. Македонија треба со Бугарија да направи автопат кој ќе се стигнува од Скопје до Софија за 2 сата, отприлike или 2,5 сата, и толку пругата, знаете, вреди кој ќе е на големи далечини. Пругата не се испратува возот како транспортно средство на кусти релации. Но тој не е само помеѓу Софија и Скопје, туку тој е за да може и од Бургас уште да носи и стока, посебно за тоа. Македонија стока од Бургас нема да носи следните 15, 20, 50 години. Да сме живи и здрави. Нема прво стоката треба да го води во Бургас, Дженемите, разбирате, за дојке нас имаме солун, имаме драч. Према тоа и према Албанија не е ова е економски испратлива пругата, а камоли према Бургас. А до Софија да одиме со воз, велам, нема теоретски шанс. Добро, али тоа е друго право. Тоа е друго право. Да се вратиме се на ова. Видите, протоколите со Бугарија, јас ќе ги прочитам што се тие. Значи, кога е потпишан договорот, вие го спомнавте членот 12, кој вели во рок од 3 месеци од влегувањето на сила на овој договор за непријателство меѓу двете земји, договорните страни ќе основаат заедничка меѓувладина комисија со копредседатели од министрите за надворешни работи на двете договорени страни, а и вклучувајќи високи официјални представници на двете договорни страни. Заедничката меѓувладина комисија ќе одржува редовни средби еднаш годишно. Договорот е потпишан 17 години, 17 година, сега сме 25-та. 8 години само 2 средби. Значи, договорот не се исполнува и како таков не е важечки. Вика, еднаш годишно со цел преглед на ефективната примена на договорот. Значи, целта на таа меѓувладина комисија е преглед на ефективната примена на договорот. Примена на мерки за подобрување на билатералната содржина и така натака и така натака. Меѓутоа, вториот протокол, разбирате, целиот, еве го тука ќе ви читам јас, има 25 нови обврски. Да, јасно. Да, чекајте сега. Значи, 25 нови обврски. Значи, со тоа, овој член 12 договорот е прекршен и то ригорозно, разбирате. Значи, ригорозно е прекршен. И не само тоа, разбирате. Според истиот договор, член 13, вика, овој договор, вика, подлегнува на ратификација во собранието. Ако нема ратификација, не важи. И вели, тоа е член 1. Член 2 вика, овој договор може да биде изменет со писмена согласност меѓу двете договорени страни. Измените се договараат по дипломатски пат и влегуваат во сила во согласност со став 1 од овој член. А став 1 од овој член вели дека мора да оди на ратификација. Вториот протокол никој не го има ратификуван, разбирате. Па не ни го видоа Се кај нас. тоа нелегално. Тоа е нелегално и за тоа треба некој да покрене судска постапка против подписникот на тој одговор и таму ше 3 министри биле со него за злоупотреба на службена должност. Затоа што тој без никаков согласно, сега ќе анализираме и другите делови, како дојде до тој втор протокол, како го кај нас го проголта, разбирате, све тоа криминал тежок политички, разбирате, и затоа, значи, ние со нов протокол него не можеме да го поништиме вториот. Вториот мора да се повлече, што вие поканате иницијатива, Уставниот суд и да се го- почне да го- владата, разбирате. И тој протокол може да се, знаете како може да се поништи? Утре нашата влада Министерството на вътрешните работи да прати нота до бугарското дека ради тие елементи, бидејќи тој е нелегален тотално, македонската страна го се повлекува од него. Али и сега се вратиме на почетокот уствари на оваа расправа. Знаете, моментално за нас тој втор протокол не е причина само за промената на уставот. Тамо се зборува за промена на уставот, каде никаде ниеден македонски орган нема донесена одлука за промена на уставот. Ниту еден. Тоа е повторно криминал тежок политички и врз основа на тој е направена преговарачката рамка. Наш клучен проблем моментално не е промената на уставот, утре може да го смениме. И заутре да влезе
да важи од залута, разбирате. Меѓутоа, наш клучен проблем моментално е преговарачката рамка. Преговарачката рамка се основнува 90% во вториот протокол, разбирате, кој таму и се спомнува, и со преговарачката рамка се од нас, се понатак од нас ќе зависи од новите протоколи, кои ќе треба секоја година да се, нели така, да се подпишуваат и ќе бидат единствен резултат, знаете нешто, не на пругата и на тунелот. Ќе бидат, може да биде резултат само на историската комисија. Ако историската комисија даде зелено светло и пушти нешто, тогаш ќе има протокол. Со тој протокол ние де факто ќе напредуваме во Европската унија. Нема ли протокол, а нема да има нови протоколи, и заботата завршува. Да, господја Поповска, добро, мислам, го почитам вашиот став. Таа добро почна и го кажа суштината дека предлогот за третиот предлог е да нема никакви дополнителни условувања кон Македонија, бидејќи Европска унија, колку се согласите со мене, вие убаво дадовте најпедантно, најексплицитно, каде вели дека не се почитува протоколот и со тоа треба да падне и владата да се обрати. Протоколот е нелегален. Но Европа веќе преку глава. Кога ќе речем Европа, не зборам на, имаме група од Вишеградската група која максимално и е преку глава за ова што и се врши притисок и условување страна на Бугарија кон Македонија. Значи, Македонија има своји пријатели. Најнова информација, не знам колку ќе се согласите, знам дека, затоа си ветев, никош нема да го нападнам господинот Киро Глигор, верувајте, кој ќе ми бидете соговорник. И има вја зашто да спротивречам, но го почитам вашиот став. Не дојде до војна, но има и грешки кои ги направи. Има грешки. Но, пореката е да господинот Николовски и господин Муцуски, сепак се млади, рекол, нашата дипломатија малце осакатена, бидејќи ги нема вистинските булдужери, без куртазност, каде што можат, заедно со младината, да направат поголеми контакти и пријателски врски со светот. Нам ни треба, се согласувате со мене, голем број, госпоѓо Поповска, пријатели кои ќе лобираат за Македонија. Што ми е поентата? Господинот Николовски вчера доби порака дека бараат американците да дадат поголема подршка кон Балканот, особено во овој дел кај што коридорот мора да се заврши, и веќе дали Бугарија е ставена, според мене, во една ситуација на свржен чин, дека сака или не мора да прифати. Не знаеме, тоа не го знаеме, меѓутоа веројатно се повикувате на денешната и вчерашната средба со пријателите на Европа, и во кој што и на таа средба беше и нашиот вице-премиер Николовски, каде што ги искажа проблемите со нашето евроинтегрирање, меѓутоа и колку што читам дека ги отворил многу прашања за економски развој, за инфраструктура и така натаму, за развој на регионот, така што ќе видиме што ќе донесе. Веројатно кога ќе дојде таму ќе каже каков, дали нешто ново тоа донело, меѓутоа нема. Колку клиентелистичката политика од претходните 7 години не донесува, да не го вратиме пак тоа, тој филм, тоа е дефинитивно предавнички. Клиентелистички начин не донесува до ова да рече. Дали амбасадоре, Македонија час поскоро или веднаш мора да работи на надворешната политика, да се интензивираат сите амбасадори кои се тие доживотни се амбасадори, тие не може да бидат поранешен амбасадор. И тоа на моите почитувани колеги новинари секогаш ги карам. Тоа се млади. Значи, вие сте тие што можете заедно со младиот сектор да направите една добра стратегија како што повеќе пријатели да привлечеме кон Македонија и за македонската приказна да збора. Тоа воопшто не е спорно. Претходната власт капитулански се однесуваше цело време, голташе само пнедли цело време и ги занемаруваше фундаменталните македонски национални и државни интереси. Апсолутно, тоа е факт, неспорен кој може да докаже, нели така и тоа во курсо за 5 минути ако сакате. Новата власт целосно го промени вокабуларот, речникот е апсолутно нов, апсолутно реален на нашите потреби и сите овие напори што се прават и во Брисел и во Страсбург и пошироко зборуваат дека тие се борат за нашите интереси. Велам, али тоа е првиот исчекор. Мора да следува акција, разбирате. Значи, прво одите со зборови и
објаснувате ситуацијата каква е, а сите аргументи се во на наша корист, или 99%, така да се е тоа позитивно, меѓутоа недостасува и треба да следува акција. А акција е пред се со повлекување на вториот протокол, бидејќи без тоа нема излез. Што се однесува за ангажирање на експерти, ако сакате, јас цело време од распадот на Југославија се залагам за ангажирање на странски експерти. Ние имаме тука и познавачи, и експерти, и луѓе што знаат и така натака. Нас ни требаат странски експерти. Ние постигнавме блескава победа во судот во Хаг, разбирате, и во Страсбург и во Хаг. Благодарејќи на странски експерти, разбирате, да бидеме, мислам, не треба да бидеме многу паметни, да бидеме свесни дека, видите, системот за Обединетите нации, никој во Македонија не го знае детално и длабински. Тоа е работа, се извинувам, и на лобирање. Тие странски Токму тоа сакам да експерти кажам. имаат врски и релации со кои што можат и да издействуваат одредени позитивни решенија за Покрај Македонија. другото, видите, во Охрид, И им кога се тежи зборот на друг начин меѓу нивните колеги. ама и ги знаат системите, разбирате. Јас ќе ви кажам, кога бев во Лондон, нели тогаш почна проблемите, беа на врв проблемите околу името, јас барав, се јави во судот за Меѓународниот суд за правда во Хаг, британскиот судија го побарав и му рекам, слушајте, имаме таков проблем. Како советуваме што да направиме? Викам, кој може да ни помогне? Викам, мојот претходник британецот, вика, е во пензија сега, еве ви го вашиот неговиот телефон, контактирате го, ни направи на 15 страници елаборат што треба да правиме. Јас му реков, слушайте, пари немам. Ако може да го направите, ќе ви бидеме благодарни, али ако одиме на судот во Хаг, јас ви гарантирам дека ќе ви земеме вас. Ние после колку дойдовме по друга причина отидовме, разбирате. Велам, значи нас ни требаат неопходно странски експерти. Да. Госпоđo Поповска, јас морам јавно да го кажам, бидејќи навистина бев воодушевен со како политичка партија на вие бевте председател на Дом и вие водевте таа зелена партија, да речем. Синас МОС као партија, јас со председателот на Синас МОС разговарав уште 98-та, 9-та година и навистина воспостави прв, вака звучи нарцисоидно, ама која нема некој да те следи. И тука мене ме радува што вие дадовте еден добар поттик и поддршка за Македонија, токму од политичка партија која и е влијателна и може да направи уште поголема соработка со Македонија. Конечно, еве на тој собир каде што учествуваше поранешната амбасадорка во Македонија од Грција, кога ја праша што мислите вие за Македонија, дали ќе поддржите во Европската унија? Едногласно рече да. Колку нам ни треба таа ситуација на добрососедски односи, лобирање, добар збор што употребивте, деца да излеземе од овој лабиринт, од овој емпас, чорсокак. Многу. Се, како викаат, нетворкинг. Нетворкинг на сите нивоа, од граѓански активизам до највисоко политичко ниво, практично и поврзување на луѓето и наоѓање начини, некој поради интерес, некој поради човечки симпатии, едноставно да ти помогне да си ја завршиш својата работа. Инаку ме подсетивте, не знам точно на кој детал, нели, секој си има своја меморија. Да. Еден од добрите важни политичари кои имаше доста влијание има Инаку во Грција. се сетив, ме подсетивте во времето кога бев во тие 3 мандати како председателка на Зелената партија Дом и нели се зачленивме и во Европските зелени, официјално член станавме на таа мрежа на зелени партии кои што има големо разбирање за состојбите на Балканот и за проблемите што Македонија ги има и секогаш инсистира низ годините да не се дава приоритет на билатерални прашања, туку билатералните прашања да се стават на страна, да се почитуваат критериумите на Копенхаген и по тие критериуми да се напредува во евроинтеграцијата. Меѓутоа, тие не беа и зелените и на европско ниво не се најаката партија, беа 4-та партија, некогаш 4-та, некогаш 5-та, и затоа по појачина, така што нивниот збор не можеше да биде одлучувачки
за да можат да го наметнат тој став, меѓутоа за тоа имавме навистина секогаш поддршка и во таа смисла одевме, да речеме, ние во Македонија, во Скопје сме организирале собири на кои што присуствувале зелени партии од 15 држави, од регионот и од Западна Европа. Значи, а од регионот кога зборувам, ние сме имале како дом тогаш извонредни односи со грчките зелени партии кои што ни доаѓале на наши настани. Германците секако, да. Тие се мајка партија за зелените, така се сметаат, да. Од нив е носител на политичката идеја во зеленото активистичко движење. И беа и во владата, беа и И така што значи со грчките зелени извонредна соработка, со бугарските зелени извонредна соработка, со албанските зелени, со зелените од Србија, од Хрватска, од Словенија, од Романија, значи буквално и нагоре од Австрија. Многу јака соработка сме имале и со австриските зелени, со холандските зелени кои што извонредно и тоа беше ги спомнавте германските, да, германските, но овие држави од регионот и држави кои што се поврзани од Западна Европа се поврзани со земјите во регионот. Вие како амбасадор, ви е јасно, Австрија има секогаш интерес приоритетен за Балканот. Унгарија исто така, Холандија исто има некоја последниве децении веќе си има, порано имала некои други интереси, нели, во други делови од светот, меѓутоа веќе биле колонијалисти, сега се демократи. Меѓутоа има интерес и е меѓу поголемите и неголемите донатори исто така во Македонија и Австрија и Холандија. Нели, Јапонија е далеку, не од овие, немаме комуникација на ниво на зелени партии со нив, меѓутоа за овие зборувам, значи 15 такви партии од регионот. Ние сме немале никогаш проблем, никаков политички. Ние сме се разбирале и секогаш сме имале поддршка како Македонија за својата евроинтеграција. Значи, и сме оделе и со такви пароли дека зеленото обединува, дека еколошката идеја е наднационална идеја. Значи, националните прашања се битни, но има партии кои се посветени на тие прашања и тие си ги тераат, како ВМРО-ДПМН, кое што секогаш е дежурно кога е загрозена Македонија. Тоа е така. Значи, но зелените партии за екологијата ги надминуваат сите други национални прашања и се поврзуваат и соработуваат и немаат националистички пристап. Така што тоа време ми фали, и таа соработка се подизгуби некако таа не може се тоа да се активира повторно. А се раситнија, освен во Бугарија, каде што многу зајакна зелените беа и во влада, кога беше демократска Бугарија во влада, има министер за екологија и така натаму. Значи, освен таму, во другите држави практично се оситнија. Меѓутоа, пак за сметка на партиите, па зајакнаа пак екологистички движења. Така што и движење екологистички на целиот Балкан, вклучително и во Македонија, и во Грција, и во Србија, па и во Хрватска, тие движења тоа е масовно. Практично зелениве партии иницира, стимулира, ги заинтригира, ги отворија темите. Создадоа терен, меѓутоа потоа не успеа самите да станат јаки. Тоа е слична ситуација во меѓувреме десницата се јавува. Десницата се јавува затоа што во меѓувреме се јавија суверенистички прашања, кои што се легитимни, кои што се многу важни и се покажа дека и за Европската унија се многу суштествени за иднината на Европската унија. Се покажува дека некои работи ќе мора да се направи ревизија, дали некој сакаме или не сакаме, едноставно ќе оди и во таа насока работата и се прави некој компромис, така што значи овие активистички движења се ја превзедоа работата кои што на сосем поинаков начин работат. Тие се вон системот и против било кој систем, но некои од нив полека се институционализираат, можемо да речеме во Хрватска. Стана партија, сериозна партија и движење и партија која што е членка и на Европските зелени. Извинете, може би ви одземам време за теми кои вам не би се многу интересни, ама вие ме повлековте сега. Мене знаете зашто, госпоѓа Поболска, темите кои ги гледаме во етерот,
без никаква Од има и некои други работи надвор од овие. без претенциозност, работи. бидејќи емисиите во етер, разберам како новинар 45 години во мас медиумите. Значи, да се излезе од тоа клише, да се излезе од тој стереотип. Затоа ве понудив како идеја. Ви сте еден лидершип од тој дел, сегмент што нам ни престои во сите светски пори да се збори environment, значи заштита на човековата средина. Јас сум поранешен лидер, се извинувам, кој што кажувам сега мемуари. Знаете зашто? Така, Знаете што зашто добрите пракси ги никош не е споделувам. доцна човек да се реактивира, да се... Немојте, та ни на сон, немојте ве молам. Немојте сега да не свати некој погрешно. Сите политичари Јас раскажувам зборуваат. за минато само. Не. Сите политичари зборуваат за за екологијата, никој ништо не прави. Тоа е фактот, разбирате. И не само Дојдовме Ахмети што направи, се Зелена пресекира партија. партијата. Амбасадоре, простете, кога сте еден пратеник во парламент или до двајца, можете да напишете закони. Сме пишувале многу закони, многу мерки, подзаконски акти, амандмани. Ништо не поминало. Не поминало. Поминало со многу борби. 7 години сум се борела со колегите за да помине закон за урбано зеленило. Во меѓувреме се уништи многу зеленило, меѓутоа се донесе овој закон. Значи требаше многу води да поминат и сега веќе тие теми ги имаат превземено екологистите и тоа е одлично. Така што не било залудно, знаете. Тоа е позитивно, не било Многу Госпоѓо работи. Поповска, Освен тоа и кога сме биле во влада, во влада сме биле со ВМРО, ДПМН, да речеме, која била на почетокот извонредна влада. Од 2006 тие први години, значи, на вистина беше извонредна влада, се направи еден прогрес на сите полиња, потоа имаше некои други фази, но зборувам за она што беше позитивно. Во таа влада, да речеме, ние бевме клучни за да се придруживме кон зелената коалиција од Велес, што тргна, за да не се рестартира топилницата во Велес, која што беше еден куп ргјосано железо. И имаше идеја да се рестартирало, што ќе се рестартира, а народот со децени го труеше, се разболуваше, и малформации, И кај мали денеска ги деца имат, и ден се денеска јавува. последиците. Се надмина некако тоа, значи застанавме против рестарт, против изградба на топилница среде Лозија во Неготино. Значи против такви работи, или понатаму во друга влада која сме биле со СДСМ против отворање на рудници кои што и против употреба на цијаниди и сулфурна киселина за рудници, затоа што тоа среде земјоделски краишта покрај езеро катастрофа. Така што значи во секоја влада, знаете, можете да направите и кога сте мал играч, можете да започнете процес. Секој глас, секој ама крик во пустињата. не зависи само од нас. Ние ударот на крај ќе го даде мнозинството, ама можеш и мораш да бидеш активен и бара огромен напор, но и големо задоволство кога ќе се постигне, кога ќе се успее. Да, значи после уште едно две прашања. Видите, бугарското прашање стана како една сапуница, новинарска забелешка, што е факт. Но еве амбиенталниот воздух. Прилика сте што сте моја соговорничка, видовме дека тука се увезуваше еден канцероген мазот од 5000 тона. Амбасадор, исправете ме, ако ли... Бројките не се битни. Кои 5000 слушам вчера медиумска информација, годишно умират од канцер. Да, кажав, јас сум онколошки пациент, меѓутоа, знам што никому не посакувам почитување, никогаш да не одите во тие институции. Тешко е. И луѓето да ги видите како се чувствуваат. И тоа е навистина убитачна и као слика. А тие што се главни протагонисти и кои увезуваат 5000 тона годишно или на некое месечно ниво канцероген мазот и ја уништија и животната средина и здравјето на народот. А не одговарат, видовте, за откупија слободно движење, пасош и си одат да прошетка на Бајрам во Истанбул, да јадат баклави и тулумби. Но, госпоđо Поповска, дали како еден активист, екологист, како го дефинирате, еве ни кажа дека и вчера бевме втори во светот или Европа најзагаден град. Што е вашиот предлог? Како да го решиме? Еве нова политичка амбиент. Не се тоа никакви. Дали треба, јас сакам министер за екологија да бидам. Јас сум малце нерадикален, автентичен. Господинот Изет Меджити реже, дайте ми крупно. Значи, сакам да му се обратам на господинот Изет Меджити. Ивана, да. Господине Меджити, јас многу ве поздравувам. Јас навистина се вас знам преку 20 години. Вашата изјава беше историска. Веднаш кога направивте коалиција со Мицковски,
Рековте вака, ќе парафразирам, оти гледам моите колеги се заспани малце. Велите вака, ако министер не е солвентен, не е едуциран, поединецот не мора да биде албанец. Верувајте, таа изјава ќе ја паметам докато сум жив и секогаш ве цитирам во позитивна конотација. Конечно, дали треба солвентен кадар, компетитивен, за да го организира, дефинира тоа министерство што е најсуштествено у една држава? Треба добра волја на политичкиот врв да сака да ги направи работите што се познати и што се потребни во екологијата за борба со загадувањето и да не оди по желбите на големите бизниси, кои што честопати се донатори на големите политички партии. Просто кажано тоа. Така што нема тука филозофии, почитуван Томич, нема никакви филозофии, се тоа познати работи, откриени работи. Треба по сите нивоа, има краткорочни мерки, среднорочни, долгорочни мерки. Сме ги пишувале, сме ги објавувале по пресконференции, и ние, и невладени организации, и партии, се знае. Значи, имате различни извори на загадување и треба да ги сузбиеш сите тие различни извори на загадување. Некој ги сечеш веднаш, некој оставаш на среден рок за да се даде можност за прилагодување каде што е потребно инвестиција и процес за добивање на добар резултат, некои се долгорочни, трајни мерки. Во краткорочни мерки, значи, треба да се и забранета е употреба на опасни мазути и такви работи, што треба? Не е само, некаде треба закон, ама некаде каде што има закон, треба институција што ќе го спроведе законот. Тоа е нашиот проблем. Значи, ако има на 2 места дозвола за да влезе валкан мазут, кај нас 3 места односно, треба да има фирма која што од овдека ќе си го порача и која што ќе си фати врски во Министерството за животна средина за дозвола за увоз и во царина за влез на тој мазут, каде што треба да се контролира и тука е корупцијата. И тука е корупцијата. Така што, значи, ако државата со другите институции, со другиот апарат, полиција, инспекторати, обвинителство, судство и така натаму, ако не ги следи овие и не ги контролира овие процеси и своите луѓе и други луѓе и сите кои што се на одредени институции, ќе имаме во такви дупки влегуваат гнасни хемикалии со кои што после се труеме. Видите, мислам, е загадна темата на загадувањето. Скопје е со години веќе прв, втор, пети, меѓу првите 10 во светот по загаденост. Загаденоста е резултат, јас сум во тоа аматер чист, 90% е резултат на грејењето. Значи се користат материјали кои се несоодветни и го загадуваат. Ние сме котлина, тука останува све. Ако било, викаат, возилата вамо тамо, сите тие загадуваат. Меѓутоа... Не се согласувам. Не, вие сте експерт, али јас велам, клучот е грејењето. Ако не беше така, зашто во летно време нема загадување? Зашто нема на есен, зашто нема на... Тако, првота... Амбасадор е во Струмица. Во Струмица среде лето. Облаци не се дише од што? Од запален отпад, каде што се пали и отпадот е извор на загадување големо на воздухот, каде што го палат пластични жици и така натаму за... Значи грејењето односно огнот. Не грејење, значи... Огнот, добро, не огнот, овде е манипулација, тоа е криминал. Криминал, така. И посебно оние што го откупуваат после. Ај, овие од сиромаштија го прават, никој не ги контролира, што не е во ред, треба да им најдеш работа на тие луѓе. Меѓутоа, кој го откупува? Тие што откупуваат таков отпад. Видите, зборуваме за Скопје. А инаку, само... И Тетово е загадено. Инаку, за Струмица вие кажам, бидејќи струмичани се многу агилни активистите таму од Стигаe и цели филмови пуштаат. Значи, едно се огновите што се палат по буништата. Друго се погони, еден куп што ги има Струшката котлина, каде што во тие погони се топат метали, се преработуваат, се користи мазут, се користат
се користат горива. Суштината е, вие сте блиску само во терминологијата, дозволете што ќе ве коригирам. Јас не се Горивата радувам се. таа работа. Дали се горива употребени за грејење на станови, дали се за јавни објекти, дали се во фабрики горива за производни процеси, се тоа горива. Горивата се тие, мислам дека на тоа мислевте, кои што главно загадуваат. Горивата. Кога зборуваме за Скопје, и Тетово е загадено, и Струмица е загадена, и така натака. Меѓутоа, Скопје е загадено од греењето. Првата, јас баш го следам тоа. Индустријата. Нема, Скопје е уништила индустријата. На времето беше железарата која загадуваше. Знаете ли колку болници видите, и општини се загреваат на мазот се уште? Ali велам, значи, загревањето, значи греењето е опрашање. Тоа ми е мојата поента. Не само во кујките домашни. А тоа треба домашни. се реши. А не само во домашни. Не. Во генерално разбирате. Но има велам, и субјекти и производни. Првата вечер кога беше делумно загадено, беше првата кога залади, кога на вечерта падна температурата на 2-3 степени. Сега синоќа прек синоќа повторно, чим падне температурата, загадување. Значи, ако не се реши проблемот на загревањето, на грејењето во Скопје, нема решение. Согласувате. Знаете зашто оваа емисија направиме на Омнибус? Но, видите, ова е ретка прилика да имам активисти, екологисти, долгогодишно, деценијски вклучена во тоа што ние немаме таа можност да дискутираме на оваа тема во емисиите. Обично се дневна политика и надворешна политика, што е убаво, али народот сака ова да го слушне. Ајде, Иван, уште еден джингл, за да направиме конечно уште 30 минути, имаме политиката да земе. Краток джингл. На демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Драги мои, сепак гласот на народов е вистината, кај што на вистина ќе добиете информација од прва рака еве вечерва во ова 5 декемвриско вечер, 5 декемвриска вечер имате можност на вистина да добиете цела информација за животната средина, за политичкиот амбиент, но сакам тука пред да продолжиме во финалите овие 29-8 минути за Стојко Стојков. Тој знаете дека стана академик при Македонската академија. Тоа е значи вистински погодок. Секоја час дека му е честито и за многу години заслужил. Стојко Стојков во Обединетите нации го кажа она што Европската унија го премолчува. Ја тоа го пишав во колумната, еве само да парафразирам и да кажам некои детали. Бугарија е последната европска држава со институционална репресија врз македонското малцинство. Тоа е факт. Тоа е Европа и го знае. Тоа го сокриваат, но Стојков го кажа пред светот. И Софија е во паника, не затоа што не сака да не заштити, туку затоа што ако го признае македонското малцинство почитувани дома, тогаш ја признава македонската нација како историски факт, а тоа е нивниот најголем страф. Еве, нека биде тоа прашање кој ќе ги разводни. Апропо вториот протокол, вие сте предлагач, рековме да подсетиме гледачите кои сега се вклучија, а верувам дека се тоа малку. Јас сакам, госпоѓо Поповска, да ве прашам, сигурен сум дека ќе падне вториот протокол, дали Европска унија би се дрзнала и покрај тоа ако Уставниот суд го бутне тој европски протокол, па да го прифати, да рече да се направи на тоа што колку ќе биде релевантна тогаш Европска унија за двајцата, прво за вас све постава. Видете вака, во судот во Хаг донесе одлука дека Грција надвор од меѓународното право, дека ни прави вето и дека тоа е надвор од она основна спогодба што ја имавме ние со Грција, каде што она не смееше да не попречува. Меѓутоа, 10-11 го прекрши тоа. Така што, меѓутоа, по таа фантастична одлука судска на Меѓународниот суд во Хаг, едноставно на тоа се оглушија и ЕУ, и НАТО, и сите меѓународни инстанции. Колку е авторитетно тоа? Така што, видете,
не можеме се ние да зборуваме, очигледно се авторитетни што ми имаат мојки сила, така што Теорија на сила. Тоа е тоа. Доминира силата, Доминира нема силата, принципи. така што се можеме емотивно да зборуваме вака или така, меѓутоа ако ми дозволите, фала ви што ја отворивте повторно темата за вториот протокол, сакам да се надоврзам многу убаво почитуваниот амбасадор кажа некои работи за нелегалноста, и нелегитимноста на елементи од овој протокол. Само да подсетам, значи, барам поништување врз база на 7 правни прекршувања. Прво, не е почитувана процедурата за негово договарање и усвојување од страна на владата и подпишување, што е спротивно, значи, и со Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори од 1998 година. Понатаму, второ, не е ратификуван во Македонското собрание, што вие веќе го кажавте. Тоа е спротивно на Уставот, на Законот за склучување и ратификација и извршување меѓународни договори и спротивно на деловникот на собранието, значи на Уставот е спротивно. Тоа е уставна одредба. На договорот со Бугарија врз основа на кој е? Да, еве, и понатаму, значи, не е ратификувана, а овдека само како илустрација да кажам, замислете, додека во нашето собрание не е ни разгледуван како содржина вториот протокол, ниту дебатиран, ниту дискутиран на Комисија за надворешна политика и пленарно потоа усвоен и ратификуван, во бугарското собрание споредбено, замислете, цел еден месец пред да биде подпишан овој протокол помеѓу двете меѓувладини комисии, на 23 јуни, мислам дека беше точно, на 23 јуни 2022 година е одржана пленарна седница во бугарското собрание на која што се разгледува и се дискутира вториот протокол. Таа седница на Комисија за надворешна политика не се завршува, избива таму пури, не им е доволно ни тоа што го содржи протоколот и така натаму, не се завршува со гласање, меѓутоа затоа што прави бугарското собрание? Директно го префрла протоколот, вметнат во целата преговарачка рамка, понудена од Франција, го вметнува на гласање и одобрување од бугарското собрание следниот ден на 24 јуни 2022 година. Замислете, во тоа време, тие 2 дена, 23 и 24 јуни 2022 година, бугарското собрание и Комисијата за надворешна политика дискутира и заклучува дека ним им одговара вториот протокол и дека ним им одговара таква преговарачка рамка во која што е овој вграден. За тоа време, македонската јавност не го знае ниту протоколот го има видено, ниту преговарачката рамка, која што се уште не е усвоена. Понатаму следна активности. Таа преговарачка рамка е усвоена од Советот на Европската Унија на 34 дена подоцна, ова ако било на 6 дена подоцна, на 30 јуни 2022 година од Советот на Европската Унија ја усвојува преговарачката рамка која што се однесува за Македонија, каде што Македонија е оштетената, а откако претходно поминала во бугарското собрание и во Советот на Европската Унија. Фонтана на желби ги спомнам. При тоа, бидејќи не е пак протоколот за кој што се дискутирало, бидејќи уште не е подпишан. Тој се подпишува не од македонска, од ниедна страна. За подпишување Тие се повикуваат на протокол кој не е подпишан. Кој не е подпишан, тие треба да седнат и да го подпишат. Бидејќи не е, значи Европската Унија, Советот на 30 јуни 22 ја одобрува преговарачката рамка, бидејќи веќе нели Бугарија, незината членка ја одобрила, она без прашање на Македонија ја одобрува, го вградува протоколот, а дури по еден месец, во јули месец, на 17 јули, тоа е подпишан протоколот. И уште една нелогичност. А кај нас на 16. Еден ден предходно, пред да се подпише договорот, некои велат, ама и во нашето собрание се разгледуваше. Да видиме што се разгледуваше во Македонското собрание. На 16 јули 2022 година се разгледуваше едно
ливче вака хартија што се викаше информација за содржината. Да, ја имам како не проучувано ми е сето тоа. Не, детално ми е проучено сето тоа. Затоа можев да го напишам да преставката нели до Уставен суд сите документи ги имав и ги обработував. Така што значи тоа ливче со неколку ретчиња како информација за содржината на преговарачката рамка. Скратено ја кажувам. Замислете, тоа гласи. И сега, нашите пратеници немаа при тоа увид во протоколот, бидејќи тој не беше ни подпишан, но тој бил напишан. И тој бил одобрен од Бугарското собрание и бил одобрен од Советот на Европската Унија. Кај нас Македонското собрание е, како да речем, Македонија е понижена со тоа што и даваат само да гласа за желба дека сакаме да имаме некоја преговарачка рамка за евроинтеграција. И таму има обични точки, сите се тие некои обични флоскули кои што ништо не значат, освен една, тоа е бројот 5. Точката 5 се повикува на неподпишаниот протокол. Значи, ние имаме значи 3 гласања од Бугарското собрание за протоколот пред да биде подпишан, од каде што се повикува, тоа е конкретно, значи со конкретен текст, од Европскиот совет на Европската Унија на 30 јуни, значи каде што е вграден, имплицитно се повикува, се цитира протоколот, вика за спроведување на членот 12 од договорот со Бугарија, значи имплицитно го цитира протоколот, во документов за информацијата, која што точката 5 е исто така неуставна, и ако падне овој целиот протокол, јас планирам, тој го најавив и го напишав, планирам да поведам постапка за поништување на информацијата или на точката 5 од информацијата која што се повикува на протоколот, бидејќи тоа е тако веќе, ако биде поништен, треба да се повикам, иако и сега би можело, имав размисла дали паралелно да ги дадам двете, меѓутоа решив едно по едно да одам. И замислете, значи, откако на 3 места е гласано за нешто што не е подпишано, конечно на 17 јули 2022 се подпишува протоколот, за на 18 јули да се одржи седница, значи... Собраниска седница? Не, тоа е веќе во Европската Унија. 18-19 во Брисел. Во Брисел. На 18 значи веќе има друг документ, само дозволете, сакам прецизно да го цитирам и содржината, значи на заклучоци на Советот на Европската Унија се на 18.7, каде што веќе експлицитно се наведува протоколот од 17 јули, од претходниот ден, и следниот ден на 19 јули, кога оди делегација од меѓувладината конференција во Брисел, која се одржува помеѓу Македонија и Бугарија, изјава има премиерот на државата, Ковачевски беше тогаш, за одржување на првата меѓувладина конференција, каде што ги повторува заклучоците на Советот на Европската Унија и директно, повторно, овој пат експлицитно, веќе втор пат експлицитно го цитира протоколот. Значи имаме 3 документи важни, и каде што неподпишан документ, они го вградуваат. Добар збор употреби, тој е криминал, голем чист криминал. Тоа е криминал кој го прави и нашата држава, и предавство, и Брисел. Да не одиме со тие работи. Ова е прво нелогично. Ова е прво нелогично и хронолошки нелогично. Ама све е тоа манипулација. И нелегитимно, да. Видите, меѓутоа има нешто друго. Пред 23 јуни, кога од Брисел почна постапката, нели така, постигнат е договор меѓу Ковачевски и бугарите, не знам кој беше тогаш премиер на Бугарија, не беше ли Петков тогаш, не знам, моментално не ми е јасно кој беше, ali не е важно. Сега, од тој договор ние немаме никаква врска. Иначе, тој договор
велам, кај нас игнориран тотално, необјавено ништо. Тој договор е основа и за Брисел и за свет. Така да тие имаат основа, разбирате. Ама немаат написмено. Ама немаат А написано. додека ние не сме видели. Не, нешто е подпишано. Не може тоа тек така да било, иако и усмениот договор има апсолутно иста важност како да е подпишан. Значи, нашиот премиер Ковачевски има дадено, не, тоа е клучот, има дадено согласно во Софија, после која почнува бурата, разбирате. Јас зборувам за институционалниот пат. Сега, Институционалниот пат е нелогично. Не, видите, нас гласаме, тоа во Брисел и во Софија не интересира. Тоа не е наше. Разбирате? И Уставниот суд не може да го цени тоа. Не може да го цени. Не може да цени тоа. Меѓутоа, Чисто логиката ја кажувам за да треба биде да се појасно. бараат податоци за кога, како и што премиерот наш договорил со Бугарија. И тоа е. Ковачевски. Ковачевски. Сега да одиме ова што вие го загатнавте. Ова е допис од владата, предлагач владата на Република Македонија, представен од Бујар Османи и Маричич, информација за содржината на предлогот преговарачката рамка за пристапните преговори Република и бла 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 бла. Ова е тој предлог. Разбирате, за вториот протокол. Ќе ми дозволите само јавноста да ја покажеме. Покажете на јавноста. Ви молам, поштовани, ние цело време збориме, Ивана, дај еден крупен зум напред, да. Ова е тој фамозен документ почитуван. Кој даден е од владата на собранието. Кој Едно е чиста ливче. превара. Едно Без ливче. содржина. А видите, без сега содржина. ќе покажеме. содржина. Без Тоа е за вториот протокол. А еве го вториот протокол. Покажи го вториот протокол или францускиот предлог се овие сите 4 страници од вестник. Не, професор, амбасадор. Тие се сумирани во ова и нема врска никаква со тој документ. Ништо не пишува. Видите, во него пише само дека на 25 март било ово, на 25 било ово, нема ништо што има Само врска точката со. 5 се повикува, точката 5 прочитајте ја. За билатерализацијата, не. Точката Нема тука точка 5. Ова е ви вториот заисто документ. зборуваме. Амбасадоре и госпожо Поповска, овој документ Чекај, беше чекај, далеко чекај, од да очите на ВМРО ДПМН и од опозицијата. ВМРО Немаше тогаш врска. свиреше со, како се кажа, тие южноафрички вивизуели. Меѓутоа немаше никаква комуникација. Чекај сега, значи, овој протокол, разбирате, го они претвараат во страница во која ништо нема, разбирате, значи чиста превара, значи, и сега што одиме понатака? Овај е Има уште дополнително, има со точки неколку. Не, они постават ова е основниот документ, Ова е разбирате, што основниот, достави. да, тоа е И сега видите, ова е раздедувано на владата, раздедувано, односно поднесено на 7 јули е поднесено. Овој документ до владата. После тоа има уште еден документ кој, мислам, истото тоа се врди, го нема целото. И сега, значи, собранието, овој документ кој ништо не зборува, ништо не кажува за вториот протокол, го усвојува собранието и еве ги заклучоците на собранието. Разбирате? Во заклучоците, точката 5. Прочитете, ајде да видиме таа пета точка. Значи, они сега донесуваат своји заклучоци. Еве ги вика, усвоите заклучоци вика во целина. Во информацијата за содржината, се наше преска прочитавме, вика да се усвои преговарачката рамка. Ај таа пета да точка се, да видиме. Да. Пета. Не, сите се такви. Петата точка е вика собранието да се задолжува владата на Република Македонија да го формира собранието за ше и така натака што ќе се случува со тоа. Све тоа празно. А и сега после таа владина седница, после овие заклучоци кои се донесени на 16.7, значи на 16 јули 2022 година, најдете, по пладнето исто, на 16 јули 22, владата одржува седница и вели... Инаку се извинувам, за овие заклучоци, колку што следев, има предлог амандмани, измени, не амандмани, туку измени, одредени практични сугестии, мислам дека имаше ВМРО ДПМН и Демократски сојуз. Мислам дека има формулирано нешто, меѓутоа не беше прифатено. Не беше прифатено. Не, тамо, беше, имале тие така, со координација. вувузели тие свиреле тамо, те мислам протестира. Да. И се видите после ова, значи во 16 са бајле собранието или Бранос поручек
заседава и ги донесе тие безсмислени, нема ништо во врска со самиот протокол, ништо нема, апсолутно ништо. А уставните промени никаде не се спомнуваат, во ниеден документ. После ова, значи седница, владата одржува поручеката седница, види вечерта и вели: владата на денешната седница ги разгледа и ги усвои заклучоците кои денеска ги изгласа собранието и донесе одлука за одобрување на предлогот за француското председателство од 30 јуни годинава, соопшти премиерот Димитар Ковачевски. Видите, владата не може да усвојува заклучоци на собранието. Собранието е повисок орган од владата. Владата може само да се запознае. Видите, тоа се такви работи што не е криминал, ова е неписменост, ова е идиотизам во целината, разбирате. Владата ги усвојува заклучоците, разбирате. И тоа е на 16 и на 17, тогаш е она и вие го кажавте, се подпишува, меѓувладината комисија се држува во Брисел, прва меѓувладена комисија, и се прифаќа вториот протокол. Не така, се прифаќа нашите не ја прифатија преговарачката рамка, нашите само се согласија со преговарачката рамка, која треба да се прифати на втората меѓувладена конференција, разбирате. Али се согласија со преговарачката рамка, со која целта беше да се сликаат. Со која Македонија нема никогаш да влезе во втора во Европската унија. Нема теоретска шанса. Тоа е јамка, ја што Не викам, не рамка, тоа е јамка. Тоа е предавство. Игра на зборови наместо рамка, преговарачка, тоа е јамка. Оти не може. Сега ви кажам само еден. А тоа е, амбасадоре, вие знаете дека има во Виенската конвенција, тоа е важно за договорите. Таму има одредба дека може да се раскине некој договор или протокол или било што врз база на невозможност да се спроведе. Ова е целиот протокол може да се подведе под невозможност да се спроведе. Видите, прво невозможна мисија. Протоколот е нелегален. Го рековме. Тоа е друг аспект. Ама видите, клучниот аспект е тоа, покато уставен суд. Прво, тој протокол не може да го менува договорот, а тој го менува. Разбирате? Значи, не може да го менува. Ако го менува веќе, мора да биде нов протокол. Тој излегува надвор од договорот. Протоколот треба да се прави спрема договорот. А овдека тој излегува надвор од рамките на договорот. Можеме на пикантерија да кажеме. Само да дозволи, само ше една работа. И се фалеа дека македонскиот јазик е потврден апсолутно, разбирате. И сега на што се повикуваат тие. Вели, Македонија ќе треба навремено да направи преводи на правото на ЕУ, на АКИТО, или така наречено, на македонски пред пристапувањето и така натака. На кој јазик ќе го направи Македонија? Уставно е македонскиот, разбирате. Меѓутоа, Европската унија се дистанцира од нашиот јазик и таа во своите, како види, воведна изјава вели дека во однос на преводите на АКИТО, на законодавството на Европската унија, правото на ЕУ, на македонски, значи во однос на преводот што тамо го става, зашто не може да каже дека имаме турски јазик, не може да каже државен јазик, што ни го спора, американците велеат државен јазик, се обидува да ни го подметнат и тоа. И сега вели, ЕУ ги зема предвид соодветните едностранни декларации на Бугарија и Македонија за македонскиот јазик. Значи, не ги нотираш и ги зема предвид. Значи, други зборови. Ама не ги прифаќа, не. Кој вика не ги прифаќа? Јас, така... Ама не може, ако вие земете предвид нешто... Амбасадоре, се преведува на македонски, се преведуваат сите документи на македонски. Ама чекайте, на кој јазик се преведе? Ама, токму затоа. Така што не... Ама јазикот, он овдека го спорува. А ги знаете кои се двете писма? Тоа е ставот, го знам. Знаете кои се двете писма? Се знам. Првото писмо вели, бугарите велат дека нема македонски јазик, а нашите велат македонскиот јазик е регулиран, е кодифициран, вика, во 45-та година. Значи, можем само една пикантерија, почитувани.
Да само Така е. На македонскиот јазик во европското законодавство веќе секаде каде што е потребно и каде што треба превод се преведува. Си постои како македонски. Ама не може да биде поинаку Ама не, Лилијана. ама тоа не, затоа не значи може. ама не е негиран, тоа значи Ама не е негиран. негирање. Ама не е негиран. Не е негиран, него оспорен. Не е негиран. Не Тоа може да го оспорено негира. од една членка. Оспорен е. Од една членка А кажете ми, во било кој извештај на Европската унија постои македонски јазик? Да, Во извештаите? да, постои. Имаше пред неколку години кога ги читав, да, кога читав внимателно. Не македонски јазик. Можем ли Македонски да- народ, македонски јазик. Треба да се видиме, Во истаите треба да се македонски. видиме. Може ли јас да нема. ви искористам мојата иконографија да кажам нешто, два збора? Знаете зашто? Ова е една пикантерија, тоа почитувам, да, ти благодарам. Почитувани, дали знаете дека во центарот на Скопје тие денови слободно се шеташе авторот на францускиот предлог или бугарскиот диктатор Александар Адам. Значи, Бујар Османи, Маричи, така ли беше? Маричич, си јадеа бифтеци и редо ги работи, ниту да ја обовести да ја каже фактичката вистина што се случва на опозицијата, си ужива. Александар Адам ден денеска со графицата фон дер Лајн доаѓа во центарот на Скопје и ка председателката, а тој е авторот кој доби златен лав со највисоко признание на Бугарија и од заменик министер за надворешни работи, токму на денот на подпишувањето на тој уставен, тој безобразен протокол, новинарска забелешка, за да завршуваме. И конечно, ова е вистината дека тој е октруиран документ, нарачат од господинот Емануел Макрон, и финално се случи таа духовна геометрија. Федерика господината Могерини, еве што јас као новинар, бидејќи после мене ќе си кажат своите пораки моите соговорници, господината Могерини ни дишеше во врат 2018 по секоја сцена. И дури и јамка му ставија на Заев да го подпише, видовте таа слика, вратоврската кога ја извади, и ве што се случи, уапсена. Тоа верувам, ја секојаш ја следам и Божјата правда, и правдата на природата и на космосот, дека тоа ќе ги снајде сите, што Македонија ја донетува до ова дереч. Дај Боже. Ќе одам со вас, а ќе испрати порака на крај, господјата. Може? Вашата порака, ова е вашата камера. Да. Мислам, Македонија моментално нема друг избор освен итно и без губење на време да го откаже вториот протокол. Бидејќи моментално наша клучен проблем не е промената на Устав, можеме утре да го промениме и никаде нема да стигнеме. Нашата клучна пречка е преговарачката рамка која е усогласена од наша страна со Европската Унија, али која се базира речиси целосно на вториот протокол, кој е велам погубен и самата преговарачка рамка, и со неа Македонија нема никогаш да влезе во Европската Унија. Затоа Македонија мора да го откаже вториот протокол подитно, а со тоа автоматски паѓа и ултиматумот да го менуваме уставот, кој не смееме по никоја цена да го смениме со внесување на бугарите, и автоматски паѓа и преговарачката рамка. Македонија тогаш ќе може да почне нов пат, нормален, редовен, цивилизацијски пат за интеграција во Европската Унија, а за тоа има и време, бидејќи Унијата уште 10-15 години сигурно нема да се шири. Благодарам. Госпоѓо Поповска, ова е ваша камера. Ивана, дај само крупен кадар. Повелете. Со оглед на тоа што почитуваниот амбасадор ги кажа пораките што се однесуваат на темата што беше главна вечерва, нема зошто да се повторувам. Јас би кажала само дека Македонија и македонците доживеале многу голготи низ историјата, многу обиди за ништење, за истребување, за искорнување, меѓутоа преживеале. И со самото тоа што преживеале, и тоа е победа над оние кои што планирале нешто друго. Многу денационализации од сите страни околу нас, многу војни, многу војни каде што биле мобилизирани нашите луѓе да учествуваат во туѓи војни практично, меѓутоа сето тоа е преживеано. Сме преживеале и многу екзодуси на луѓе кои се иселувале и уште се иселуваат од Македонија. Меѓутоа мислам дека секогаш ќе не има доволен број во Македонија што ќе останеме и што ќе продолжиме и што ќе продолжат и по нас многу луѓе да се борат.
нема еден пат само, еден начин за борба. Секој треба да изнајде свој начин во рамките на своите можности, во рамките на својата логичка матрица и во рамките на своите знаења како да се бори. И мислам дека треба да сме свесни дека самото обстојување на македонците и Македонија во вакви тешки премрежиња со векови веќе поред е веќе победа наша. И од тука би требало, тоа ми е моја порака за една храброст, за еден бодрење на духот, да не паѓаме со духот, затоа што ако можеле, замислете како им било на еден Мисирков, на Чуповски, кои што се бореле во време кога Македонија немало ни држава своеименска, кога не била признаена како ентитет на меѓународен план. Како им било ним, а каква сила наоѓале да се борат, да докажуваат дома, надвор, секаде на меѓународната заедница, дека постои еден народ кој што заслужува своја држава. И таа идеја нивна понатаму била вградена во темелите на македонската држава. Ние, подсетувајќи се на овие луѓе и вакви многу илјадници луѓе што се бореле низ вековите во многу потешки услови од сегашните, од сите нас, треба да не засрами и самата помисла да речеме дека изгубено е се, ништо од нас не бидува. Не смееме да кажеме дека не бидува. Самото тоа што сме, што зборуваме за Македонија, дека сме македонци и како да бидеме појаки, подобри како држава, самото тоа е веќе победа на сите овие ништења што некои сакаат да ни ги направат. И благодарам многу што бевте мои соговорници вечерва. Да сакам добро здравје и успех во се. Почитувани, ја нема ништо да додадам, бидејќи моите соговорници широко ги отворија вашите очи. Една акселерација на потекнување после оваа емисија да размислите повеќе дека сте македонци, никој нема право да го земе тоа што сте. Еве им посакувам успехи на политичките партии кои утре, ВМРО ДПМН си го има својот конгрес и се надам дека ќе донесат некои реформи во самата партија и дај Боже и во Социјалдемократскиот сојуз да не испане Луј 16, она држава со тоа сум ја или Филипче тоа сум ја, таму мора веднаш еден ресет. Бите живи здрави. Тоа беше Лилјана Поповска и пратеник и активист и амбасадорот Ристо Никовски. Бите живи здрави, се гледаме идниот петок по истото време. На демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.